Како што ви ветив, еве неповторно во студиото на К3 телевизија. Вториот дел од утринската програма, како што ви најавив, во првиот дел е наменет за темата на денот. А денеска ќе зборуваме за промоцијата на видеозаписот Ајр да не историш мамо. Но пред да го најавам мојот денешен соговорник, најпрво предлагам да погледнеме кратко видео од вчерашната атмосфера од промоцијата во Народниот театар во Куманово. Тоа ќе биде краток пролог во понатамошниот разговор. Да погледнеме. Пејачот Александар Богдановски пред кумановската публика го промовираше официјалниот спот за народната песна Ајр да не историш. Песната е во оригинална изведба на Вања Лазарова, некронисаната кралица на изворната македонска песна. Задржувајќи се на незината основна мелодија, Александар и дава модерен и урбан израз, со што музичкото културно наследство на Куманово им го приближува на денешните генерации. Јас лично со помош во дружба со Сладјан Станишковски и двајцата сме љубители на кумановска изворна музика, значи оваа песна е од нашиот крај од тука. Најчесто ги има пеено, значи господја Вања Лазарова, која е доен, нели? И од таму и љубовта, преку слушање и желбата да се задржи баш овој тип на музика, овој мелос наш. Богдановски, задоволен од промоцијата на видеозаписот, рече дека понатаму планира уште многу музички остварувања од овој вид, а идејата за спотот потекнува од прекрасните мелодии на традиционалната македонска музика. Аудиозаписот беше преубав и сакавме едноставно да имаме нешто што ќе го обележиме и за да може да го презентираме, нели, во сето свое светло, да не биде тоа само по радиостаници, сакавме да имаме и видеозапис кој ќе може да се пушта по телевизија. Од тука идејата. На промоцијата Александар испеа неколку стари македонски песни, пропратени со визуелни ефекти и танц, со кои на песните уште повеќе им беше вметната душата од минатото, а воедно и ставен печат од сегашноста. Сум многу задоволна од промоцијата на спотот и како се тоа изорганизирано, затоа што можевме да видиме спој на повеќе уметности во едно, цел еден перформанс, музика, пеење, играње, навистина беше многу убаво и видеозапис. За жал, кај нас не е толку честа појава да се снима спот и вака да учествуваме на некои промоции. Многу полесно не е во последно време да излеземе надвор од Македонија, да имаме забележителни резултати, отколку овде да не види наша публика. Ама морам да спомнам дека навистина е убаво кога ќе се случи вака нешто, затоа што ние имаме потенцијал и навистина сме многу талентиран народ и би требало многу повеќе спотови, многу повеќе вакви програми да видите колку сме ние талентирани. Видеозаписот е реализиран во Центарот за култура Трајко Прокопиев со помош на музичарот Сладјан Станишковски, а за во иднина Александар најави уште многу нови проекти, но во поинаква изведба. Дел од атмосферата од промоцијата за видеозаписот Ајр да не историш мамо ќе проследиме за неколку минути, а за оние кои сега се вклучуваат го следат најновото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Со мене во студиото е уметникот, мултиталентираниот кумановец Александар Богдановски. Добро утро и ви благодарам што и покрај многобројните обврски вие дојдовте во нашето студио. Добро утро, фала за поканата и поздрав на сите гледачи кои стана рано утро да ја проследат оваа емисија на К3 телевизија. Александар, и вие станавте рано утрово. Се одморивте ли од промоцијата? Така, да. Како помина? Како сте задоволни? Јас сум задоволен. Значи, како што видовте, беше убава атмосфера, дојдоа голем број на луѓе. Од уметничка гледна точка, јас сум презадоволен од тоа како сетиот тој подготвен материјал го представивме. Беше фино прифатено од публиката, така да се надевам дека и песната која понудивме нели вчера ќе се слуша и ќе остане. Еве, може ли накратко да ни објасниш што имаа можност да видат вчера кумановци, освен видеозаписот кој при крајот на емисијата ќе го пуштиме, за да го видат, да го слушнат оние кои што нема можност да присуствуваат вчера? Така, нели главниот повод секако беше видеозаписот кој веќе подолго време го спремаме со помош на Сладјан Станишковски и Центарот за култура. Но за да го презентираме тој видеозапис, подготвивме и кратка, да кажеме, ревијална програма, отприлика околу 20 минути. Значи, музика од таков тип, тоа е етномузика, но
презентирана, представена од наш видик со помодерен аранжман. Кои песни беа дел од репертоарот? Значи, како што видовме во прилогот, јас и Сладјан сме љубители на нашата музика, кога зборувам за нашата, зборувам за кумановската музика за овој регион. И најголемиот дел од песните што ги подготвивме и на кои работиме се потекнуваат од тука. Така да трите песни кои ги избравме за тој ревијален дел се Учима мајко караме, која е македонска песна, Ахминав гора, и првата е Девојче црвено-бело, тоа е исто стара кумановска песна, која за таа прилика ги обработивме, нели, во поинаков малце аранжман. Го споменавте нашиот кумановец Сладјан Станишковски, исто така и Центарот за култура. Како се одвиваше таа соработка, како дојде до неа? Со Сладјан се запознавме случајно. Најверојатно поради, нели, љубовта кон музиката, се пронајдовме, нели, многу е битно кога работиш посебно во нашата бранша, нели, во уметноста, да имаш истомисленици, да имаш луѓе кои ти помагаат тие идеи, тие мисли што ги имаш, да ги изреализираат. Нели, уметникот, посебно пеачите, да, тие се добри за интерпретација, за изvedба, но во позадината на сите проекти кои се работат има многу детали, многу работи, за тоа се потребни луѓе кои те разбираат, кои знаат. Истомисленици, така, сродни души по музика. Точно така. Сладјан е еден од нив за мене. И така, од каде идејата Ајде да не сториш, мамо? Ајде да не сториш, мамо е пред се преубава песна. Имавме, значи, избор од неколку песни, оделивме, за кои ги разматравме да снимиме спот за нив, или едноставно да ги преправиме, да им дадеме некаков наш модерен здив. Таа песна како ни се виде како најдобра да оди како прва од таа програма што имавме смислено. Песната... од она што го слушнав, мене ми изгледа на таа жаленка, сите во спотот сте некако замислени, тажни, само три девојки играат, од страна која е нивната функција, како течеше снимањето на спотот? Еве, раскажи ни ја приказната за спотот. Значи, како што, нели, приказната која и самата песна ја носи, тоа е дел од овој крај, значи тоа е тој темперамент кој ние го имаме, дали тоа ќе биде историја или нешто што сме го живеле, низ вековите назад, значи тоа музиката најубаво го осликува и се гледа од самите зборови, од самиот мелос, од самите изведби на пеачите низ годините, може да се примети, значи тој патос, тој таков мелос што нели е својствен на нас како темперамент, како нација тука. Јас, нели, со мојата интерпретација пробав, значи да доловам дел од тоа како јас го чувствувам тоа. Нормално, нели, тука има и кавалот кој најубаво го доловува тој дух на најблиско звучи до гласот, најубаво го доловува тој дух на нашиот мелос. Што се однесува до гостите во спотот, трите девојки, тоа се од денс групата Динамик од Центарот за култура повторно. Тие, значи, со сестра се прифатија да учествуваат во спотот, беа многу радосни, коим го покажавме проектот на кој работиме, кореографијата самите ја осмислија. Значи, костимите што ги носеа се помош од театарот од Куманово. Каде го снимавте спотот, се извинувам? Спотот беше сниман, значи, минатата година, 2014, во декември, во Центарот за култура во Куманово, во големата сала. Така, не ви беше малку ладно? Беше. Со оглед на тоа дека немаше грење, да беше ладно. Значи, останавме негдека повеќе од 12 сати се снимаше спотот, како што бевме и девојките и јас бевме во кратки ракави, костимите, нели, тоа го бара, го захтева, така да беше ладно, ми издржавме машки. Така, само колку време ја подготувавте самата песна, еве спотот 12 часа? Песната, значи, беше, ние имаме спремено веќе колку 7-8 месеци. Потоа следеше, нели, спотот, реализација на тој спот и преговори, разговори, идеи, се тоа како би требало да изгледа. Откако го имавме, значи, готов продуктот, спотот подготвен, тогаш почнавме да размислуваме, значи сега иде промоција и како ќе ја представиме песната на таа промоција, затоа што сакавме да донесеме некаков поинаков дух и тоа да не се види само преку тој спот и преку таа песна, туку и преку материјалот со кој ќе ја презентираме песната на таа промоција. Тогаш седнавме и да сработиме, нели, тој ревијалниот дел, нови мелодии, нова музика, нови аранжмани. Така да се ќе се погнеме последната цела година скоро, така е во подготовка на тој проект.
Така е, кога им кажавте на вашите сограѓани за соработката, какви реакции имаше од нив? Позитивни во секој случај. Значи и после промоцијата кога луѓето нели придоа да ни честитаат и да беа сите многу пријатно изненадени, воодушевени од самиот проект и од нели звукот кој го носи тој проект. Такво нешто до сега не се правело кај нас. Почна нели Ѓурѓа песната е еден од таков тип на музика, но јас зборувам за, повторно ќе напоменам, наш кумановски мелос. Значи такво нешто не сме правили. Има многу квалитетни музичари изведувачи кои работат, кои пеат, свират етно музика, но ова е малку поинаков тип на музика. Така, ова е спој од етно, микс и модерна музика. Дали ова прв пат да пееш, да учествуваш во ваков проект и да пееш етно? Да. Јас всушност сум класично образован музичар. Нели ја тоа вчера го спомнав и на промоцијата. Кај луѓето генерално без разлика на тоа каква музика сме избрале да не дефинира како слушатели, таа етно музика и тој наш мелос кај секого допира. Значи кај сите наши луѓе кај секого допира, значи се допира и се игра со посебен вид на емоции. Тоа ги разбуда патриотските чувства пред се, нели? Така е. Добро, Александар, сега јас предлагам да погледнеме дел од атмосферата која што вчера нели се случуваше во Народниот театар во Куманово, па ќе прокоментираме и за видеото. Во ред. Urme
Денеска во студиото на К3 разговараме за промоцијата на видеозаписот кој видеозаписот Ајр да не историш мамо, а мој соговорник е токму изведувачот на песната Александар Богдановски. Александар, какво е чувството да настапуваш пред своите сограѓани? Убаво, во секој случај, убаво. Мене ми е прв пат да настапувам и порано им настапувам во секој случај со поинаков тип на музика, ама пријатно. Велиш дека луѓето ја сакаат етномузиката, добро ја прифаќаат, посебно кумановци. Па кај нас етномузиката значи фигурира во различни форми. Ова што јас го презентирав вчера беше помодерна, поинаква форма. Значи ги има, значи класично етно, имаме модерен, нели, модерна фолк музика. Да, луѓето ја користат значи и за веселби кога сакаат да се и одмараат, значи зависи само до кој тип на етно музика. Така е. Кажи ми, еве, особено кај младите, како тие ја прифаќаат етномузиката? Па, што знам, како што прегајска како што реков, младите денеска значи најчесто бараат поинаков тип на музика, нели, да се дефинира, затоа што нели каков тип на музика слушаш, тоа значи некаков одреден статус денеска во општеството, со какви луѓе се дружиш. Етномузиката е тоа си нешто наше, без разлика дали ќе слушаме од метал до рок, до рап, до електронска музика. Етното секогаш е тука, секогаш е кај нас каде да отидеме во кој ресторан да влеземе, што и да погледнеме наша македонска емисија на телевизија, на радио, таа не е секогаш тука не потсеќено на што сме и така и треба да биде. Секогаш допира до нас. Така, трепериме кога ќе слушаме етномузиката. Точно, да, така да јас мислам дека најголемиот дел од луѓето секогаш радо ја прифаќаат етномузиката. Така, Александар, еве ти пред 3 години се врати од странство, дојде во Куманово. Што се случуваше пред 3 години? Каде беше, каде патуваше? Тоа е подолг пат, да кажеме, нели, животот носи почудни патишта. Значи јас сум, кој што напоменав, музичар по струка, студирав музичка академија во Љубљана, во Словенија. Најголем од годините за време на студиите и после студиите ги поминав таму. Тоа е поинаков свет. Ева, зашто се одлучи да студираш во странство? Дали сметаш дека тука нема квалитети кои што ќе ти понудат да ја развиеш својата музичка кариера или пак имаше некоја друга причина? Па средно музичко училиште ја се учев во Скопје, значи Илија Николовски Луј, исто соло пеење, кај професор Милка Евтимова. Значи професорот Евтимова е била примадона на Љубљанската опера скоро 10 години. По незина препорака, значи кога си музичар, посебно од таков тип на специјализиран музичар, е многу битен педагогот кој ќе те земе да го носи, да го созре тој глас. По незина препорака, значи еден од најдобрите педагози во овој дел на светот, на Балканот, па и пошироко, е Аленка Дернач Бунта, тоа е професорка исто примадона на Љубљанската опера и професорка на Академијата во Љубљана. Јас отидов кај нејзе, уште кога бев, значи во средно училиште, уште во 3-4 година отидов на неколку пати да ме преслуша. Кога дојде време за запишување, значи ме прифати, ми рече да, дојди на приемниот испит, ако поминеш на приемниот, ќе бидеш мој ученик. Се разбира, поминав, така заврши во Љубљана. Значи, како што напоменав, многу е битно кој педагог музичарот ќе заврши, со кого ќе работи, затоа што тоа е многу битно за развојот на еден музичар, како за гласот, така и кај инструменталистите. Не дека кај нас нема квалитетни музичари, ма едноставно секој тип на глас си бара посебен педагог. Така е. Еве, кажи ми, колку ти беше тешко, односно лесно да се прилагодиш во друга средина? Словенија, да, тоа е различна средина, не знам, некаде се на средина они, помеѓу Западот и помеѓу Балканот. Значи, имаат дух, имаат темперамент кој го носиме ние славјаните, тие се, нели, словенска нација, но имаат систем, имаат уредување и начин на размислување на западниот свет. Така да, не знам, денеска народот е толку космополитски, значи, измешан. Народот во секоја средина можеш да видиш луѓе од секаде во светот, посебно во големи центри. И не е толку проблем да се навикнеш, луѓето те прифаќаат. Со исклучок на тоа дека јас кога отидов во Љубљана немаше толку студенти од Македонија и им беше интересно. Значи јас отидов 99-2000 година како студент се запишав, дали во целата Љубљана, значи во целиот универзитет имаше
бевме двајца или тројца студенти, што на нив ми беше интересно, македонци. После, значи, за 2-3 години, значи, масовно почнаа да доаѓаат македонците да се запишуваат на факултетите во Словенија. Те прифаќаат луѓето, значи тоа никогаш не било проблем. Јазикот, иако е различен, нели, сличен на нашиот. За среќа на мојот факултет не беше потребен, значи не беше предуслов да имаш диплома од словенечкиот јазик за да се запишеш. Јас јазикот паралелно додека студирав и го учев. Значи тоа воопшто не беше проблем. Средината е преубава, значи тие се питоми луѓе, така да лесно е да се адаптираш во таква средина. Ништо како нас, љубезни, гостопримливи. Па, добро, значи тие се љубезни, се гостопримливи, само на малку поинаков начин. Значи има различности во темпераментот, тие се повлечен народ, малку поладни, но нема негативна конотација во сето. Тоа едноставно така им е природата. Природно делуваат, тоа е позитивно во секој случај. Така, каква е музичката сцена, особено оперската? Направи една паралела со македонската и словенската. Дали луѓето како ја прифаќаат таму оперската музика? Класичната музика и оперската сцена во Словенија и Љубљана, значи е на многу високо ниво. Тоа е еден од главните причини зошто јас баш избрав да идам во Словенија и таму да го завршам тој процес од образованието. За разлика кај нив, да, класичната музика и оперската се на многу високо ниво, но забавната е скоро не постои. Значи имаат 2-3 групи, 2-3 изведувачи, дали тоа се поп или некакви рок групи, и тоа е толку. Значи, не знам дали е тоа до темпераментот на народот, ама забавната, генерално комерцијалната музика не проаѓа многу добро таму. Зборувам за нивната локална, значи светската да, као и секаде се слуша. Нивната локална забавна музика комерцијална скоро и не постои. Кај нас ситуацијата е обратна. Значи сега малку се измешаа работите, ама по делувањето на Македонија 90-тите и 2000-тите па навака, значи комерцијалната, популарната музика во Македонија доживеа еден голем бум, значи тогаш се појавија сите тие имиња кои нели ги поставија темелите на нашата забавна музика, од Тоше Проевски до Каролина до Владо Јановски, сите тие групи од рок, поп, сите бранши, значи заживеа, можеби подобро од сите бивши југословенски републики. Што се случи потоа во тој процес, не знам, некако замре сето тоа. На страна на тоа, значи класичната и оперската музика има традиција, не дека нема, ама имаше период од 10 години кога како во државата, така и во музиката, посебно во операта, имаше транзицион период, се слушаја неколку работи, значи имаше буквално периоди кога немаше никакви подстави, нити представи, што е штета. Денеска успеваат, значи имаше трансформација, имаше неколку обновувања, сите тие студенти, ученици што отидоа да студираат на страна, дел од нив се вратија, значи самиот материјал, луѓето се обновени. Така да, јас гледам позитивно и сум задоволен што така се одвива тоа. Еве ти беше сведок на вчерашната промоција дека луѓето сакаат да има музички случувања кај нас, посебно еве дел од операта, од оперската сцена. Да, мислам луѓето кај нас, Куманово е голем град, Куманово секогаш имало многу убава урбана култура. За жал тоа во следно време не е баш така. Значи, но секогаш кога и да има нешто организирано, кумановци масовно даваат поддршка. Тоа ми е посебно драго, али тоа значи дека публиката е жедна, дека таа сака, дека треба повеќе проекти од оваков тип да се работат, треба сите. Мене ми е посебно ми е драго затоа што сега во последните година две тоа е заради сите овие надпреварувачки емисии од типот на Идоли и на X Factor, што многу млади луѓе се пријавија и високо котираат, не сме талентиран народ. Значи тие луѓе треба да се соберат. Треба да се најде институција која ќе ги организира, кои ќе прават промоции, Куманово има и композитори, и текстописци, и студио каде се тоа да се реализира. Значи треба иницијатива. Имало таленти со кои треба да се гордеа, кои се наши одлични амбасадори. Само сето тоа треба да се организира и да се представи на луѓето, затоа што ако направите луѓето ќе дојдат. Направете проект, направете нешто конкретно, организирате луѓето ќе дојдат, луѓето се жедни. Така, еве, што сметаш ти, до каде ќе стигне Аир да не сториш, мамо? Што очекуваш, да? Не знам, значи песната од денеска официјално ќе стартува, нели, во етерот. Ја пуштивме веќе, фигурира на YouTube. Значи јас лично самиот ја ставив вечерва. Мислам минатата вечер и видов дека веќе има доста прегледи.
некаква прогноза конкретна не можам да дадам. Значи тоа мислам дека е интересен тип на музика, на звук кој поминува кај луѓето денеска, а и посебно љубов е вложена во сето тоа. Знаеш, кога ќе се вложиш себе си, кога ќе има таков продукт и сите луѓе ќе дадат дел од себе, обично дава убави резултати, така да оставиме да видиме. Има ли нови вакви песни соработки уште? Да, точно, значи работиме неколку проекти од тој тип. Значи треба време, како што ви напоменав дека веќе година дена го спремавме ова, сега се надевам дека за следниот проект нема да ни треба толку многу време. Ама да, има проекти, имаме нови идеи како тоа да го изреализираме, ќе има. Нели секогаш почетокот е најтежок? Така, да. Треба да го изодиме. Александар, да се навратиме на студентските денови. Кои се твоите први настапи? Се сеќаваш ли на нив? Јас преиска напоменав дека и додека учев средно училиште, значи музичко во Скопје, имав доста настапи тука и во Скопје и во Куманово во неколку наврати. Значи тоа се такви ревијални вечери, рецитали. Веќе за студентските денови јас отидов како класичен музичар, значи класично оперско пеење. Првите 2 години за подоцна да се преориентирам на джез изvedби и мюзикал. Значи, Љубљана ви нуди многу, значи Словенија имаат опции, дури има и композитори млади таму кои пишуваат мюзикли, кои пишуваат некакви джез оперети, опери, значи има прилика и ако се определите за такво нешто, има прилика за изведување, има улоги. Така да, студентските денови за музичарите се секогаш преполни. Има многу ангажмани, што е убаво, нели тоа е убаво да те припреми за животот што следи после студиите. Така да тоа се секакви рецитали, учествување, јас паралелно работев таму и со хорот во радиотелевизија Љубљана, значи националната нивна телевизија, имавме многу проекти со нив. Настапи од типот на Кармина Бурана, значи имав соодел таму, имавме неколку настапи во Цанкарев дом Љубљана, Лисински во Загреб. Тоа се убави моменти, значи големи дела, големи продукции, тоа значи нешто за музичарот, те припрема за тоа што како треба да изгледа, нели, еден проект од таков тип. И ве гледам дека зборуваш со страст, со жар во очите, но зошто се врати во Куманово? Моите, значи, и како се като душата, срцето ми е тука. Животот таму е убав, значи посебно во Словенија, додека студираш ти носат, значи некаков систем, ќе те уредат, ќе те средат, што е многу битно, нели, во студентските денови да се изградиш како што треба. Но јас лично, значи не се пронајдов во тој темперамент, не дека не би можел да живеам таму, ама како музичар јас барам поинакво тло. Македонија е убаво тло за таква работа, значи се има покажано. Од искуство се има покажано во последните 20 години, дека нашиот народ знае да процени, има квалитет, така да убаво е да се работи тука. Значи, кој ќе најдеш луѓе кои ќе знаат да го изреализираат, да ги пренесат во дело сите тие идеи што ги имаш, тука е убаво да се работи. Така е, кога се врати, знам, имам информации дека имаш учествувано на Макфест и многу проекти, па затоа еве ќе ја погледнеме, например ќе слушнеме твојата изведба на Макфест, па ќе се вратиме во студиото да прокоментираме за твоето учество, за твоите соработки во врска со песната за Макфест. Чека да се појавиш низ маглата од порази. Ко гладен волк, љубов јас барам. Ма дај ми усни како мед, нека запре овој свет и овој лик во зградава стара. Кого сум љубел веќе не памтам и не знам кого јас сум испраќал во твоја преградка. Од овој миг јас живеам и нема
се да бидам твој, во ноќен час те љубам јас. Здиво нежно кармин брише, надвор веснек, срце песна ке ти напише. Здиво нежно кармин брише и нема зборови, ова чувство да се опише. Здиво нежно кармин брише, надвор веснек, срце песна ке ти напише. Здиво нежно кармин брише и нема зборови, ова чувство да се опише. Чекав да се појавиш низ магата од порази, ко гладен волк љубов јас барам. Ма дај ми усни како мед, нека запре овој свет и овој лик во зградава стара. Здиво нежно кармин брише, надвор веснек, срце песна ке ти напише. Здиво нежно кармин брише и нема зборови, ова чувство да се опише. Здиво нежно кармин брише, надвор веснек, срце песна ке ти напише. Здиво нежно кармин брише и нема толку зборови, ова чувство да се опише. Здиво нежно кармин брише, надвор веснек, срце песна ке ти напише. Здиво нежно кармин брише и нема толку зборови, ова чувство да се опише. Еве не повторно назад во студиото на К3. Александар, што ти донесе Макфест? Макфест е тоа институција во македонската музика, значи фестивал кој има огромна традиција, огромна историја, значи едни од Скоро 30 години, да. Така, значи едни од најголемите имиња на македонската музика настапувале на таа сцена. Значи мене пред беше задоволство и чест кога бев повикан за такво нешто. Значи тоа не беше нешто планирано. Боби Серафимовски, значи наш сограѓанин, песната е негова. Значи песната ја пријавил на фестивалот и ме праша мене, значи немаше пејач, ме праша, јас во тоа време се вратив, а со Боби се знам од поодамна. Значи ме повика, ме праша, имам песна, дали би сакал да ја чуеш, да настапиш на Макфест. Со отворени раце ја прифатив понудата. Значи искуството е преубаво. Таа сцена, тие луѓе, тие тонмајстори, луѓе што ги запознав таму, тоа е уникатно искуство во секој случај, значи Си освои награда за најдобар најдобар текст. Песната освои за награда за најдобар текст. Тоа ти помогна понатаму за нови соработки? Па да запознав, во секој случај запознав луѓе. Всушност и Макфест и снимањето, значи на таа демо снимка во Центарот за култура е кога го запознав Сладјан Станишковски.
Значи да, тоа е интересна прилика за познаваш луѓе, соработки, значи тоа што го запознав и господинот Драган Мјалковски, кој на времето беше уметнички директор на фестивалот. Сега фестивалот мислам дека е реформиран, веќе не е под општина Штип, него македонската телевизија го зема во своји раце. Ама да, значи луѓето и самото искуство да застанеш на таа сцена да пееш, значи многу. Да учествува повторно затоа што има многу пејачи кои што излегуваат револтирани, имало многу местенки и така натаму. Дали повторно би учествувал? Добро, се зависи со каква идеологија или со каков мајндсет ќе влезеш во такви проекти. Не знам, значи јас не можам да кажам од лично искуство дека имало местенки, дека сум видел или осетил такво нешто. Јас, значи, кога отидов на Макфест, отидов да презентирам песна. Не отидов со очекување да освојам награди или не знам парични средства, што и да е. Ако идеш со таква подготовка, тогаш не би требало да останеш разочаран, нели? Ама да, би сакал, во секој случај би прифатил понуда, нели тоа зависи од песната, ако песната ми се допадне, зошто да не? Кога ги спомна паричните средства, според тебе може ли во Македонија да се живее од музиката? Зависи, повторно зависи со каква музика се бавиш. Ако сакаш да се бавиш со строго мејнстрим комерцијална музика, е тешко. Значи дури и големите имиња едвај, нели? Собираат крај со крај. Во Македонија најчесто како музичар да заработиш е да свириш по свадби, народна музика, таква музика. Да имаш своји тезги што ги нарекуваат, точно, така наречени тезги, да. Клубови, свадби, ресторани, така најлесно се заработува како музичар во Македонија. Ако сакаш нешто по-конкретно, значи треба време, треба работа, треба стрпление. Пред се може, но мислам не е невозможно, ама треба малку работа за тоа. Александар, да се трене малку од темата, што слушаш по дома? Јас сум класичен музичар, значи во душата класичната музика си ја носам, значи класика, електронската музика, нели, која произлегува како гранка од класичната музика. Сега, нели, ова што го работам со луѓе тука во Македонија, етното, значи пробувам да внесам и делот од таа класична музика, од таа електроника. Значи, јас всушност сакам, значи, атмосферска амбиентална музика која нели всушност и најчесто дома кога пуштам музика кога сам ја слушам, е таква музика. Значи тоа се дали некаков саундтрак, дали се тоа атмосферски музики. Тоа е нешто што ми лежи на мене, што ме инспирира, значи да творам и да се произнесам како музичар. Така, Александар, што вбројуваш во твои дни планови? Што да очекуваме следно од тебе? Моментално, значи, покрај овој проект со Центарот за култура со Сладјан, работам на еден друг проект од поинаков тип, значи тоа е еден мюзикл, оригинално на композитор кој е потекло од Грција, но живее и работи во Умеа, во Шведска. Значи, тоа е рок опера, мюзикл модерен. Беше објавен конкурс, се стапи во контакт со композиторот, му пратив неколку демо снимки од мене, значи рекоа дека ќе има аудиција. Значи, за среќа аудицијата беше организирана на таков начин што не мораше да се иде во живо, да се изведува, туку ти праќаат значи дела веќе кои се подготвени, кои одговараат на таа улога, на тој мюзикл. И бараат нас да наснимаме одредени демо снимки, ги пративме назад и јас бев после некој време, значи ме известија, бев избран за главната машка улога на тој мюзикл. Мюзиклот се вика Inner Sanctum, значи оригинално дело на композиторот A.C. Jackson. Снимањата се одвиваат на неколку локации, значи јас имам главната мушка улога, главната женска улога има Бранислава Подрумац, таа исто джез или изведувач на мюзикли од Србија, од Белград, многу познат и многу талентиран, значи изведувач, уметник. Јас мојот дел, значи машкиот дел, машката улога ја снимив, најголемиот дел во Кавала, значи минатава зима, ноември и декември. Моментално таа го снима женскиот дел во Белград, со тоа што дуетите се планирани да се снимаат во август повторно во Кавала, тоа не е некако најблиско место, сретишна точка на сите, нели, и на музичарите и на задувачите. Мюзиклот би требало да се заврши до крајот на оваа година. Значи мастерот ќе се прави ноември или декември, не знам точно.
на Abbey Road во Лондон, значи студиото кај што снимале Битлси, што е нели многу убав момент во сето тоа. Ки излезе на винил, после ќе ги има значи на електронските овие медиуми како Spotify, YouTube. Значи Токму така, тоа ми беше следното прашање, за кој пазар е наменето, само за европскиот? Значи не, мюзиклот ќе излезе и на iTunes и на Spotify, значи тоа ќе биде аудио запис од тој мюзикл. За да еден мюзикл или рок опера или класично дело од таков тип да заживее, значи мора да се изнесе на сцена. Планирани се сценски настапи, тие моментално како што стои нели планот се планирани за 2016 година. Значи се спомнува Шведска, Србија, Македонија, Грција. Како ќе ги организираат уште не знам. Значи тоа останува да видиме. Како што реков, аудиозаписот да, значи ќе биде достапен на сите овие што се за даунлоад медиуми. Понатаму за сценски ќе видиме. Така, Александар Ептен си ангажиран, исто така и си член, еден од постојаните членови на црковниот хор во нашиот храм во Свети Никола Куманово. Новинарската екипа на К3 подготви прилог за црковниот хор, што се случува таму, кои членови имате, што пеете. Ја посетивме неделната литургија, да го погледнеме прилогот и повторно ќе се вратиме во студиото да прокоментираме за твоите ангажмани во црковниот хор. Византиското пеење се враќа на неделните богослужби во кумановските храмови. Десетина млади ентузијасти пред 3 години го формираа машкиот црковен хор во Свети Никола, меѓу кумановци позната како Стара црква. На покана од портпаролот на Кумановско-Осоговската епархија, отец Игор Здравковски, Александар Богдановски е член на црковната певница од незиното формирање. Според 33 годишниот кумановец, хорот е составен од млади верници кои се музикално надарени, каде што со нивниот придонес и учество на литургиите помагаат на певницата. На почетокот кога се спремавме, значи се собиравме почесто, вежбавме, затоа што литургијата е таа, најголем дел од годината е таа не се менува, освен за големи празници како за Божик и за Великден, тогаш има делови од литургијата што се менуваат. Воглавно останува иста, така да ни требаше месец да ја спремиме, тогаш се собиравме почесто 2-3 пати неделно, а сега по потреба, кога има служби, кога има празници. Додека ги правиле првите вежби за црковната певница, Богдановски вели дека свештениците им помагале со материјали за пеење. Ни набавија материјали кои се потребни да се спреми вакво нешто, ноти, едно по едно, парче се учи, значи нормални подготовки како за било кое музичко дело што се спрема, само што ова е малку поинакво ниво. Дипломираниот кумановец по соло пеење на Музичката академија во Љубљана, Словенија, вели дека во Куманово долг период немало црковен хор кој практикувал византиско пеење, освен женскиот кој пеел руско-западно пеење, а кој веќе не постои. Младите свештеници сакаат да го негуваат, од тука иницијативата да вклучат што повеќе млади луѓе за да го научат ова пеење и да се одржува кај нас. Со враќањето на црковниот хор, според Александар се повеќе присуствуваат верниците на неделните литургии. Особено му е драго, вели тој, што за време на богослужбите гледа млади лица кои се враќаат на традицијата за одење во црква, бараат прибежиште и мир, а црквата е местото каде ќе го најдат тоа, вели Богдановски. Го следите на новото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија, а мој денешен соговорник е уметникот Александар Богдановски. Александар, споминавме дека си член на црковниот хор. Еве зошто се одлучи таму да дадеш свој ангажман? Искрено, предходно немав искуство со црковна музика, посебно со тој тип на византиска музика. Значи, отец Игор Здраховски, кој е мој личен пријател, ме повика, ми кажа, ми ја презентираше музиката и тој тип на музика е всушност и корен на целото наше, изворно на нашето народно пеење. Ако добро ги послушаме, значи тие елементи, тие украси во тоа византиско црковно пеење што се користат, нашата народна музика низ вековите го копирала тоа пеење. Сите наши народни песни наликуваат на византиското пеење. Значи корен на ова подрачје на тој музички израз. Мене ми посебно задоволство што ме повика, послушав и ми беше, значи, нормално прифатив, како верник.
ми е, значи, представува чест да ми дадат место на таа певница. Пеењето е прекрасно, преубаво. Чувството да бидеш на таа певница на секоја литургија, на секој празник е незаменливо. Оно што јас го забележав, затоа што јас присуствував на неделната литургија, дека имаше повеќе од 100 верници, што значи дека веќе и посебно младите се враќаат на традицијата да ја посетат црквата, да запалат свеќе, за разлика од порано што и многу помалку посетува. Кое е твоето мислење? Па да, точно е, мислам, точно е дека луѓето, ајде да кажеме, се враќаат. Да, тие се враќаат, секогаш биле тука, ама некако црквата се избегнувала. Сега не знам дали тоа да го закачиме на тој период, на тој социјализам, комунизам кој Маца поинаку гледаше на црковна и на целата духовност. Може би точно заради тоа генерациите кои раснеле во тоа време, значи раснеле под поинакво влијание, така да духовноста, црквата се избегнувале. Сега, ајде да кажеме дека имаат поинаква слобода. Луѓето полни се црквите, тоа е за похвала во секој случај. И не само тоа, значи не е битно црквите да има луѓе, битно е луѓето да знаат зошто идат во црква, да знаат што значи православието, да знаат што значи верата, да се створи некаква литургиска култура. Јас искрено сум изненаден покрај, значи имам многу пријатели свештеници, покрај нив често се дружиме, идеме на служби по другите градови, по другите манастири, цркви во Македонија. Охрид, Битола, Прилеп. Значи таму има една изворедна. За животот таму не се изгубило тоа. Изворедна литургиска култура, значи од најмалечките до најстарите. Значи точно знаеш што значи да се прекрстиш, што значи да се поклониш на икона. Значи има таков ред еден на литургиите, познавање. Тие ги знаат сите литургии, значи како што јас на певницата ја знам, луѓето, значи мирјаните ги знаат литургиите. Значи кај нас мене ми е посебно драго што тоа почнува да заживува. Посебно кај младите луѓе. Видите, кај нас значи малку е искривена сликата. Таквата традиција треба да се пренесува од постарите. Како традиција, како нешто што нели природно, тоа е природниот пат, така треба да следи. Но јас приметив, значи кај нас младите луѓе се тие кои ги поучуваат и кои им обраќаат внимание на постарите луѓе во црквата, баш заради тие некакви такви ситни детали кои се многу битни во таква литургиска култура. Добро, сепак светот на младите нели останува. Така, кога спомна византиското пеење, ние снимивме дел од литургијата што пеете, може да погледнеме што всушност вие пеете, па може потоа да ни објасниш што и како се подготвувате за текстот. Еве, може да погледнеме сега. Александра, го погледнавме видеото од црковната литургија. Што всушност пеевте? Значи конкретно тоа парче од литургијата е Лици во Христа и тоа е се уште дел од великденската литургија и се изведува како таква до Спасовте. Како течат подготовките? Како се подготвувате
за секоја неделна литургија? Значи, тие десетина ентузијасти кои се дел од таа певница се собравме отприлика пред 3 години. Најдовме набавивме материјал. Во почетокот подготовките беа, значи поинтензивни, тоа е сепак нов материјал, иако одиме на литургија, ги знаеме деловите, претходно луѓето знаат што значи литургија, но сите тие детали и да се изработи тоа за една певница да звучи како што треба, значи треба подготовки. Како што реков во почетокот, беа многу поинтензивни, се посветуваше повеќе внимание, но таа литургијата е иста, значи како што реков се менува за поголеми празници, еве кога е Великден или кога е Божик, значи има моменти кои се менуваат својствено на празниците. Литургијата веќе ни е научена, луѓето ја знаат, значи сега немаме некои редовни проби или да кажеме подготовки кога ќе имаме некој нов дел што треба да се научи, да, сега кога се собираме. Ма веќе ја знаеме, значи Немате проблем со тоа? Да. Така, Александар, претходно некои 17 години имаше и женски црковен хор, а денеска нема. Дали може би имаш некои сознанија зошто е укинат црковниот женски хор? Искрено не знам. Јас секогаш сум мислел дека тој хор, да, е црковен како и ние, но никогаш не сум ги поврзувал како официјален хор на Кувановска, Осоговска или како и да беше тогаш Полошка епархија. Сознание немам зошто се разна. Лично мајка ми беше член на тој хор. Значи, тој хор колку 17 години траеше, значи имаат и тие убава традиција, имаат многу настани пеено. Зошто се распадна, не знам, немам податоци. Како беше патот за избор за членовите во црковниот хор? Најголемиот дел од луѓето лично се пријавија. Значи, тоа се луѓе што имаат желба, верници, луѓе кои доаѓаат во црква, значи за таков тип на пеење не е потребно да си музичар, потребно да си верник. Значи тоа не е некакво уметничко, романтично пеење, значи тоа треба да е молитвено. Пред се луѓето треба да се верници. Така сегдека и во манастирите, тие што ќе пеат на певница, кога ги избираат, пред се треба да се големи верници. Значи не може секој да застане на певницата да пее. Не е потребно само да имаш убав глас. Тоа ми беше поентата. Значи луѓето своеволно се пријавија, тоа се сите ентузијасти, тоа не е, да кажеме, професионален хор, тоа се, значи така, доброволци, луѓе кои се љубители, верници. Даваат придонес во однос на литургијата. Точно така. Значи се собравме, ете јас како образован музичар ги преслушав, видов кој сепак треба да се има нели слух, за да учествуваш во тако нешто, затоа што византиското пеење е комплексно пеење, не е тоа толку едноставно да се изведе. Што е специфично за него? Самите мелодии, самите украси, тие се стари со векови, значи има специфичен начин како се пишувани и како се изведуваат тие украси. И еден од оно што е прави убавината на тие е тој во црковното пеење се нарекува ison, тоа е таа основа на мелодијата која ја прати, која ја прави хармонијата во тоа пеење. И нели она везење византиско, значи тоа е и јас не можам да кажам за себе дека јас знам да пеам византиско пеење. Теолозите кои значи студираат тоа со години се учи, се совршува за да звучи. За среќа во Македонија има неколку певници, тоа е манастирот. Значи така сакам да те прашам што се случува со останатите певници во Македонија? Има значи певници кои се за похвала, тоа се манастирот Бигорски, значи Јован Бигорски, Лесново, тие имаат прекрасни певници, прекрасни гласови, манастирот во Струмица. А на страна од тоа, значи единствен професионален, не единствен, него најеминентен професионален хор византиски кој фигурира во Македонија се хармосини, тие се на Криви дол, значи Свети Ѓорѓе црквата во Скопје. Тие во Македонија имаат најголема традиција, значи имаат и настапувано од Русија. Со Мизар неколку проекти има, значи тие се имаат и албум издадено. Со византиско пеење, тоа се значи професионалци. Учествува, ако не се лажам, пред неколку години во Куманово, можеби ти не си бил тука тогаш, си бил во странство. Можеби, да, но да. Јас во Куманово ги имам видено кога беше хиротонијата на владиката Јосиф. Значи тие хармосини дојдоа и пеа во интронизацијата негова, така? Така, да. Добро, Александар, една порака до нашите гледачи, до младите. Порака, сакајте ја музиката. Знам дека ја сакаат луѓето, нема што него
Има македонски квалитетни и пејачи и изведувачи, значи треба да им се обрне внимание, треба да се кај нас некако секогаш сме имале проблем со идентитетот и да го чуваме и да го сакаме она што е наше. Секогаш се вртиме на страна, знаеш, дали тоа ќе се соседните земји или светот, никако да гледаме кон самите себе. Тоа е некако, не знам да кажам, аномалија на нашата нација, на нашиот народ. Треба, имаме многу квалитетни музичари и не само музичари, од полето на уметноста има многу квалитетни луѓе. Треба да се почитуваат. Значи, јас како уметник ќе дадам се од себе да има материјали, да има што да понудам, да има луѓето да дојдат. Сега на нив останува да дојдат, да видат, да се шири тоа, да заживее. А каде е проблемот? Зошто велиш се вртат према другата музика во другите земји, а не кон нашата, според тебе? Не знам, тоа е можеби малку покомплексно социјално прашање. А некој ќе рече дека е можеби недостаток од материјал за да имаш кон нешто се свртиш, мада јас со тоа не се сложувам. Значи како и претходно муабетот го правевме, кај нас има талентирани луѓе, има пејачи, има и музика и филмови се прави, така да има кон што да се свртиме. Конкретно што мислам дека тоа е малку пошироко. Не би знаел да го објаснам во 2-3 збора. Токму така, Александар, јас ти благодарам што беше гостин во утринската програма на К3 и ти посакувам уште поголеми успеси во музичката кариера и да се видиме повторно, да те гледаме на некоја од најголемите оперски сцени во светот. Благодарам на поканата. Токму така, почитувани, тоа беше се за денеска што ви подготвивме. Доколку сакате да ги дознаете новите информации од регионот Македонија и од светот, гледајте ги дневниците на К3 во 12:30, 16:30 и 20 часот. И скажувам повторна средба утре во 7. Ви посакувам, се извинувам, заборавив дека денеска е петок, дека е викенд, веќе се навикнавме нели да работиме секој ден, да стануваме во 7 часот изутрина и да ви посакуваме добро утро со утринската програма на Нов ден. Ви посакувам пријатен викенд, а ова издание го заокружуваме со спотот на видеозаписот на мојот денешен соговорник кој изведувач нели на оваа песна Александар Богдановски. И до тогаш, до понеделник, секој добро. Пријатен викенд. Preku matna